Благодарам, господине Джафери. Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Денеска точка на дневен ред кој имаме предлогот за избор на член на Судски совет на Република Македонија, поднесен од председателот на Република Македонија. Господинот Джафери кажа дека два предлога има право да поднесе за членови на Судски совет председателот на Република Македонија, меѓутоа, ако и вториот предлог за член на Судски совет биде како денешниот предлог, подобро и да не го предлагаме. Имено за што се работи. За член на Судски совет по предлог на председателот е предложена Весна Дамева, која што, согласно она што го видовме од биографијата, највисоко работно место е стручен соработник во Основен суд 1. Колеги пратеници, новиот член на Судски совет ќе има работа да ги евалуира работењето на судиите, ќе има дел од делокругот од активностите, задачите и обврските за работа се да ги дисциплинира или да изрекува дисциплински мерки на судиите и навистина мислам дека со ваков предлог, да се оградам бидејќи лично не ја познавам жената, меѓутоа согласно квалификациите кои што ги има член на Судски совет, мислам дека председателот на државата, господин Стево Пендаровски, можеше да најде член на Судски совет кој што доаѓа од редот на истакнати правници и експерти. Навистина, како сте тргнале со судството, мислам дека ова ви е последна шанса да го деградирате до максимум, затоа што ова што се случува во Република Македонија и во судската фела, и во јавно-обвинителската фела е веќе за да размислуваме сите во Република Македонија. Нас не тресат огромни скандали, ние, Европа ни праќа пораки дека реформите во судството не се ни почнати, дека само декларативно се повикуваме на реформи, владење на правото и правна држава, а вие во пракса покажувате дека навистина се движиме во тој правец. Да биде иронијата поголема, мандатот на досегашниот член на Судскиот совет, Виолета Богоевска, истекува на 20.12. Мислам дека доколку и останеше неколку дена, бидејќи на 23 имаме друга седница, непополнето тоа место, кандидатот за член Весна Дамева, стручниот соработник од Основен суд 1, можеше да отсуствува тие 3 дена од активностите на Судскиот совет. Навистина деградирачки за сите судии и сите оние кои што имаат обврски и работат со Судскиот совет, кога ќе слушнат дека член на Судски совет ќе биде стручен соработник. Може би е пак и вака мотивирачки за другите стручни соработници од судовите широм Република Македонија, малку повеќе активно да се вклучат во политиката, затоа што од она што можев да го видам, Весна Дамева има исклучителен број на слики заедно со раководството на Социјалдемократскиот сојуз. За жал, почитувана македонска јавност и почитувани колеги, нема да можете вие да ги видите тие слики, затоа што Facebook профилот на кандидатот за член на Судски совет и на низиниот собрук од денеска се исклучени и она што го имате како информација од минатото или зачувани слики, можат да ви го потврдат ова што јас досега го зборувам. Затоа, колеги пратеници, навистина би ве замолил да барем ние, како законодавен дом, бидеме еден вид филтер и можност да сопреме некои деградирачки процеси кои што се случуваат во Република Македонија, кои што се случуваат со силувањето на правото и правната држава, владењето на правото, правораспродавањето што се случува во Република Македонија и трговијата со правото. Ве повикувам сите заедно да барем ние бидеме на нивото на задачата
И овој предлог на председателот господин Стево Пендаровски го отфрлиме со можност да му дадеме шанса да размисли и да навистина пушти кадар кој што ќе биде почитуван и од стручната судска фела, меѓутоа и од јавноста во Република Македонија. Ви благодарам на сите и очекувам да го поддржите овој мој предлог.